ден ќе земат збор, имаат излагање доцент доктор Дејан Маролов, доцент на правниот факултет при Универзитетот Гоце Делчев. Понатаму, втор ќе има излагање професорот Тодор Четреганов од Институтот за историја и археологија при Факултетот за образовни науки на Универзитетот Гоце Делчев. Третиот излагач ќе биде професорот доктор Славко Сасајковски од Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања од Скопје. И на крај излагање ќе има професор доктор Страшко Стојановски од Правниот факултет при Универзитетот Гоце Делчев. Сега го поканувам доцент доктор Дејан Маролов да започне денешниот настан. Сакам на успешна дискусија. Благодарам, Ана. Благодарам на раководството на правен факултет нормално и на универзитетот кој ги поддржува овие настани. Му благодарам секако и на доцент Страшко Стојановски, кој е сегаш главен иницијатор за вакви настани. Војно му благодарам и за една друга работа која произлезе случајно од неговата иницијатива, имено за темава, конкретно за македонската надворешна политика, пишував за време на мојот докторат. Помеѓу другите прашања го третирав и односот на меѓународниот фактор кон распаѓањето на социјалистичко федеративна Југославија по логика од поголемо кон помало, за да ги извлечам политиките на меѓународниот фактор кон Југославија, за да можам да дојдам до соодветни заклучоци за нивните политики кон Република Македонија. После одбраната на докторатот издадов дел од овие сознанија, ги издадов во еден конкретен весник како научен труд и едноставно заборавив дека трудот постои неколку години подоцна, па сега благодарение на иницијативата на колегата Страшко пребарав по интернет и бев прилично среќен и ми е чест и задоволство што видов дека трудот е користен во низ неколку универзитети во Европа како дел од дипломски и магистарски трудови. Инаку би започнал денес со изјавата на Елизабет Понт дека распадот на Југославија беше трагедија за самата Југославија, но и за Европа. Сега се поставува една дилема тука, веднаш на стартот. Неспорно е дека распадот на Југославија беше трагедија за самата Југославија, меѓутоа зошто беше дилема, зошто беше трагедија и за Европа? И дали воопшто беше трагедија за Европа? Дали Европа направи доволно да ја спречи оваа трагедија и дали Европа мораше воопшто било што да направи за да ја спречи оваа трагедија, затоа што нели Европа не беше во војна туку, во војна беше самата Југославија со самата себе во граѓанска војна. Јас сметам дека мораше да направи многу повеќе, прво заради морални причини. После 50 години повторување на фразата никогаш повеќе Аушвиц, на територија на Европа, по-конкретно во Босна, се појавија нови кампови. После 50 години фрази мир во Европа и слично никогаш да не се повтори во билото на Втората светска војна, на тлото на Европа имавме најголемата војна после Втората светска војна во Југославија, поточно во Босна и Херцеговина. Едноставно Европа мирно посматраше како босанското лудило одзема над 100.000 човечки животи и како расели над 1.800.000 луѓе од Босна и Херцеговина. Сега, пак ќе кажам, некои има определени автори кои ќе кажат пак тоа не беше војна на Европа, тоа беше Балканска војна, па според тоа немавме ние некоја морална обврска да се мешаме повеќе во таа војна. Ако ги исклучиме моралните обврски на Европа, да кажеме дека тоа е во ред, немале морални обврски, сепак Европа имаше интерес и требаше да биде поактивна од еден друг аспект. Почетокот на распадот на Југославија се поклопува со почетокот на заедничката надворешна безбедносна политика на Европска унија, која беше промовирана на голема врата, која требаше да покаже дека Европа се трансформира од економски во политички играч и имаше големи цели, дури тоа е запишано и во самите документи на Европска унија дека после заедничката надворешна безбедносна политика Европа треба да прерасне во глобален играч, во светски играч. И па сега ако тоа е така, ако така се декларира Европа, се поставува прашањето како Европа ќе биде светски играч или глобален играч ако не може да се справи со проблемите кои се во нејзиниот сопствен двор, како што тоа беше Југославија. Меѓутоа, за да можеме во суштина да ги сватиме вистинските причини за
улогата на Европа. Кога велам Европа, мислам пред се на Европска унија која знаеме денес, поточно европските заедници кои постоја во тоа време. За да ја сватиме улогата на Европа, мора да се вратиме во раните 90-ти години. Тоа беше време кога Европа беше зафатена самата со себе. Имаше трансформација на Европа, имаше големи проекти кои денес се успешни, некои помалку успешни, како например создавањето на заедничката валута. Еврото беше прокламирано во тие години, така да Европа се занимаваше самата со себе во голем дел. Понатаму, дел од европските држави ќе се задржам само на најмокните европски држави, бидејќи немаме време да се задржуваме на сите. Најмокните европски држави, како например Германија, во почетокот на 90-тите години се најде во еден процес, се свести дека обединувањето на Германија, кое што туку што се случи, ќе биде премногу скапо, односно ќе биде премногу скапо да се изедначат економски источна со западна Германија. Дури и ден денес се забележливи разлики помеѓу источна и западна Германија. Во тоа време можеме да замислиме дека тие разлики били уште поочигледни. Додека Германија се занимаваше пред се самата со себе, Англија и Франција пак не беа нешто премногу срекни што дојде до обединување на Германија. Особено определени француски политички елити гледа со некој вид на жал на тоа што се случи да Германија повторно е обединета и дека Франција нема да биде единствената континентална сила како што беше претходно и дека деновите каде што Франција имаше свој сектор дури во Берлин се веќе завршени. Секако, постоењето на определени национални интереси на овие држави кон југословенското прашање играше голема улога во формирањето на нивната надворешна политика кон распадот на Југославија. Конкретно за Германија. Од литературата до која дојдов во времето кога правев истражувања, самата литература сугерираше дека Германија во голем дел имаше црно-бела слика за она што се случува во Југославија. Имаше силна поддршка за Словенија и Хрватска, односно за нивната независност и во голема мера го гледаше српскиот фактор како иницијатор или виновен за војната. За разлика од Германија, во Велика Британија имаше малку поинакво гледиште, кое беше креирано малку во медиумите, малку испогласно, односно многу повеќе согласно потребите на Обединетото кралство. Во Велика Британија се сметаше дека не може една страна да биде обвинета за почетокот на немирите, туку тоа мора да се бара кривицата кај сите засегнати страни. Друга е работата што Велика Британија немаше некој преголем интерес да интервенира воено и да одвојува нови финансиски средства во некоја југословенска војна, па затоа често пати ќе може да се најдат во литературата голем број на трудови од британски автори, каде што ќе сретнете термини кои зборуваат за Балканот, ќе го опишат како балкански племиња, односно народите на Балканот се балкански племиња кои уште од секогаш се предодредени да бидат зли едни према други и дека она што ќе се случува во Југославија најверојатно и ќе биде војна од поголеми размери, затоа што тоа е во природата на тие Балкани да го прават, да војуваат помеѓу себе. Исто така, односно слично на британското гледиште беше и француската надворешна политика, која што имаше исто така еден вид на пасивно гледиште дека Западот не треба можеби премногу да интервенира во Југославија, а воедно мора да се напомене дека и Франција се уште ја гледаше Србија како сојузник, еден вид на сојузник, па немешањето можеби ќе помогнеше на одреден начин на самата Србија. Ова може да се види во делувањето на француско-британската двојка во Советот за безбедност на ООН, каде што единствено што направија во тој момент за Југославија е донесувањето на забраната за увоз на оружје кон цела Југославија, што директно пак ги погодуваше сите останати освен србите кои со текот на времето добија контрола над она што беше порано Југословенска народна армија. Секако дека за овие позиции на Франција и Германија има и определени стравувања, историски стравувања од минатото. Нова линија водеше и српската пропаганда, според која Германија работи на формирање на Четврт рајх,
кој би се протегал од Балтикот до Јадранското море. Секако дека ова беше преувеличување од страна на српската пропаганда, меѓутоа определени историски стравувања постоја и кај Франција и кај Велика Британија, особено кај Франција која во две светски војни беше првата на удар на германскиот милитаризам. Во однос на Европска Унија можеме да кажеме дека постоеше заедничка политика кон прашањето Југославија пред референдумот во Словенија. Заедничката политика се состоеше во игнорирање на потенцијалната катастрофа која може да се случи. Велам, и игнорирањето на проблемот е надворешна политика, затоа што според некои дефиниции, кога го знаете проблемот, кога го согледувате и да не правите ништо, и тоа е избор во надворешната политика. Сето ова траеше се до моментот на референдумот во Словенија, каде што беше очигледно дека проблемот не може повеќе да биде игнориран од страна на Европа, тогашни европски заедници. Заради таа цел Европа мораше да изгради став кон југословенското прашање и ставот беше дека треба да се подржи принципот на територијален интегритет на сметка на принципот на самоопределување на народите. Ова ја зборувам за иницијалната почетна фаза, значи веднаш по референдумот во Словенија. Заради оваа позиција на Европска Унија, комунистичката влада во Југославија стана стабилизирачки фактор и Југословенската народна армија беше стабилизирачки фактор во тој момент. Ова беше пред се од стравови за потенцијален сеционистички неред кој би ја зафатил Југославија можеби пошироко и со кој Европска Унија подоцна потешко би се справила. Секако дека ќе настанеше голем бегалски проблем кој би ја погодил пред се Италија која граничеше со Југославија. Тука треба да се напомени и француската колонијална историја. Исто така би ја цитирал изјавата на францускиот министер за надворешни работи, според која признавањето на Словенија и Хрватска ќе значи само фрлање на бензин во пламените на огинот кој утре може да ја зафати и други делови настрана од Југославија. Што сакаше да каже? Дека едноставно има сеционистички движења во самата Европа и преседанот со Југославија можеби не би бил најдобар преседан. Заради ова, на гласањето на 23 јуни 1991 година во рамките на Европска Унија беше донесен заклучок дека државите членки на Европска Унија, односно на европски заедници во тоа време, нема да ги признаат независните Словенија и Хрватска ако декларираат независност унилатерално. Значи, ако не се координираат со нив. Едноставно, ова беше подршка за територијалниот интегритет на Југославија. Дури и Германија на ова гласање гласаше за овој став. Значи, не се осуди самата да истапи со поинаков став. Меѓутоа, сепак, по прогласувањето на независност на Словенија и Хрватска, која се случи многу брзо после овој состанок, беше јасно дека оваа позиција на Европска Унија е неодржлива или не е повеќе жива. Заради ова, Германија веќе на 15 септември, значи не оној наш 15 септември кој ни е познат, ова е друг 15 септември битен за Хрватска и Словенија, Германија во Венеција истапи со ставот дека за прв пат проговори јавно дека можеби е паметно да се признаат Словенија и Хрватска и дека можеби треба тоа да го направат сите држави од Европска Унија. Овој став на германскиот министер за надворешни работи веднаш доби подршка од италијанскиот министер за надворешни работи, што пак ги подгреа страстите за определени држави кои во тоа време беа надвор од Европска Унија, а имаа симпатии кон осамостојувањето на Словенија и Хрватска да истапат со своји ставови, пред се мислам на Австрија и мислам на Унгарија. Во контекст на историски контекст не би се задржувал повеќе. Тука знаеме дека дел од територијата на Југославија историски припаѓала кон поранешната Австро-Унгарија. Значи, од тие имаа силен интерес во однос на Југославија. Она што се случи беше за европската заедничка политика кон Југославија да не постои повеќе како таква, беше интервенцијата на Југословенска народна армија во Словенија по прогласувањето на независност. Имаше една несмасна интервенција на Југословенска народна армија, пошто едноставно односот во самата Европска Унија и мислењето на граѓаните во Европска Унија се сменија во полза на позитивни погледи кон осамостојувањето на една мала Словенија која се бори за својата независност
и една мокна и силна армија како Југословенската народна армија која интервенира против таа независност. Што значи дека и самите односи внатре во Европска унија беа променети, конкретно покрај француско-британската двојка која застана од една страна и беше придружена од земји како Грција, Шпанија и Холандија. Германија беше на другата страна, иако прилично осамена, сепак имаше држави како Данска или Ирска кои имаа позитивни гледања кон правото на самоопределување. Би скратил малку тука, одам на наредно, што значи ќе зборувам за единствено за што можеше да се сложи Европска унија како нивна политика кон Југославија заедно со САД, беше тоа дека југословенскиот проблем е европски проблем. САД не сакаа да се мешат во иницијалните, во почетните фази и мора европските држави да се сложат со фактот дека тоа е европски проблем и дека ќе мораат да го третираат, менаџираат на определен начин. Во ситуација каде што имаше де факто воен конфликт на југословенска територија, поточно во Словенија, со големи реални шанси да се прошири, Европската унија прати мисија во Југославија. После првичните разговори со федералното и републичкото раководство, Европската комисија успеа да оствари прекина вооружените действија на 28 јуни 1991 година, да ги убеди Хрватска и Словенија да го одложат прогласувањето на независноста за 3 месеци и да го убедат Слободан Милошевиќ да го повлече своето вето спрема хрватскиот председател Стипе Месич, спрема хрватскиот лидер Стипе Месич за неговото место како преседавач со председателството на Југославија. Кои беа целите на Европска унија со оваа мисија, можеме да анализираме од она што значише, од она што го кажа министерот на Луксембург, за надворешни работи на Луксембург, кој каже дека ова представува огромен успех на Европската комисија кон она што се случува во Југославија. Зошто? Затоа што се обезбедило примирие, затоа што се обезбедило продолжување на Југославија како таква, затоа што нема да има повеќе пречки во функционирањето со председателството на Југославија, со тоа можеби ќе опстане Југославија или ќе има некој вид на мирна трансформација од федерација кон конфедерација, што во суштина беше целта на Европска комисија. Меѓутоа, она што се случуваше подоцна покажа дека ова воопшто не беше случај. Виорот во СФРЈ само се продолжи од Словенија во Хрватска, а подоцна и во Босна и Херцеговина. Заради ова, Европска унија мораше да формира, да организира нов вид на конференција под палката на Лорд Карингтон, меѓутоа го смени пристапот од адхок решавање на проблеми како што тоа го правеше со Словенија, сега се преиде на пристапот на решавање на третирање на целиот југословенски проблем како еден. Значи беа поканети сите представници на сите народи, но и народности, како што ги викаат тогаш. Пред се, значи покрај представници на републиките беа повикани представници на косовските албанци, но и на унгарци од Војводина. На оваа конференција се дојде до решение за мирна трансформација на СФРЈ од федерација во конфедерација. Тоа беше прифатено од сите држави, освен од Србија, што значише дека повторно решение нема. Се покажа дека Европска унија без солидна војна поддршка и не може да реализира ништо од она што значи од оние договори кои ги подпишуваа за прекин на огнот, бидејќи немаше своја вооружена сила на терен. Ако анализираме позицијата на најголемите држави во Европа, ќе видиме дека единствени кои имаа капацитет за некаква војна интервенција беа Велика Британија и Франција и Германија. Велика Британија и Франција не сакаа да интервенираат, додека пак Германија и да сакаше не можеше заради незиниот повоен устав кој што забрануваше германска војска надвор од незините граници. Што значи дека единствено кој можеше да интервенира беше НАТО, а знаеме во НАТО пред се слуша гласот на САД, кој во тоа време и не беа заинтересирани да интервенираат. Што значи дека проблемот се уште остана како европски. Подоцна, по избивањето на тензиите во Босна и Херцеговина, имаше нов обид од Европска унија за ново мирно решавање на кризата.
каде што беа повикани сите лидери од сите страни во Босна и Херцеговина, се понуди решение за создавање на Босна во 3 региони со голема автономија, меѓутоа босанските граници надворешни да останат неизменети. Значи Босна да не може да биде припојувана или делови од Босна кон ниедна од соседните држави. На изненадување на сите планот беше прифатен од сите, освен од босанските представници. Пошто дефинитивно после оваа Лисабонска средба дефинитивно избувнува поголема војна во Босна и Херцеговина. После ова следеше нов обид на Европска унија, вансовен план, веројатно сите сте го имате слушнато, што предлагаше формирање на 10 провинции во рамките на Босна и Херцеговина, што пак беше прифатено повторно од сите, меѓутоа, од кога беше подпишано од сите страни, не беше изгласано во парламентот на Република Српска. После овој момент стана дефинитивно дека Европска унија не може да го имплементира она што го наметнала како решение помеѓу сите страни и фактички ова беше признавање за Република Српска која до тој момент одбиваа да ја признаат. Официјално бидејќи фактички ја признаа одлуката на нејзиниот парламент кој одби да ја ратификува договорот за дефинитивен прекин на огнот. Имав повеќе да кажам, меѓутоа скратувам тука во интерес на времето, само со заклучок што ова значише од аспект на промена на балансот на силите на европско ниво, значише повеќе работи, а најбитно од се беше тоа дека Франција и Велика Британија немаа толков голем интерес да се судрат со интересот на Германија за Југославија конкретно и со ова фактички ја признаа повторно обединета Германија како моќен фактор и моќна континентална сила во Европа за прв пат после Втора светска војна, чиј глас не смее повеќе да биде да остане неслушнат во идните случувања во Европа. Благодарам. Благодариме на колегата Дејан Марулов, а сега го поканувам професор Тодорче Преганов од Институтот за историја и археологија и Факултетот за образовни науки на Универзитетот во Седелчев. Повелете. Благодарам. Јас прво да се заблагодарам на организаторот затоа што ова е една интересна тема и посебно што обистам овде што се студентите се генерација која што сигурно е родена по распределението на Југославија. Кога се разговара за тоа како историчар за распределението на Југославија, дали Југославија се распадна в 1991 година или распределението на Југославија се случуваше за целото време на нејзиното постоење. Може да дискутираме со денот и да пишуваме за тоа што, како се случило, меѓутоа основната работа е дали нешто сме научили од тоа што се распадна Југославија. Затоа што во историјата ние како историчари знаеме дека држави постоеле и држави се распаѓаја. Дали тоа биле големи империи или биле мали држави, тоа се случувало постојано во историјата. Меѓутоа, се формирале нови држави врз основите на тие стари држави и тоа е еден цикличен круг кој што се врти постојано. Меѓутоа, основното што се појавува. Дали од сите тие промени кои што се случувале во историјата, дали сме научиле нешто? Денески Македонија се наоѓа во една ситуација за која што може после X години да пишуваме беше вака, ама не успеавме да го направиме тоа што требаше. Дали денески Македонија не се наоѓа пред распаѓање? Значи, како историчар, јас ќе почнам од тоа дали смртта на Јосип Брз Тито беше причина за распаѓањето на Југославија. Или како Јосип Брз Тито успеваше да ја одржи Југославија за сите тие години од 45-та до, да речеме, неговата смрт, кога почна процесот да се распаѓа па до 91-та година. Креацијата Југославија е создадена, значи, и порано во историите постоеле обиди за живење во федерации, конфедерации, унии. Тоа не се правило од некои причини, некој што сакал да доминира или било што. Меѓутоа, во историјата е познато дека малите народи тешко можат да обстојат ако не се наоѓаат, ако не се економски јаки и ако не можат да обстојат. Примерот со Македонија, Албанија и другите држави, големите сили го абсолвирале уште тогаш дека тие држави самостојно бидејќи немаат јака економија, тешко можат
да обстојат. А тука од друга страна треба да се има и во предвид и улогата на големите сили. Големите сили кои што се научени да доминираат, да се борат за интересни сили, нормално дека гледаат на своја страна да имаат и држави кои што ќе бидат нивни сојузници. И тоа се случува во историјата. Версајската мировна конференција резултираше со смрт на 3 империи. Руската, Османлиската империја и Австро-Унгарската империја. Што значи дека се распадна едни огромни империи. Се дозволи формирање на самостојни држави, национални држави. Зашто британците прво го поддржаа тој проект, меѓутоа више во 40-те години почнаа да се каат што воопшто дозволиле распаѓање на една таква држава, една таква монархија како што е Австро-Унгарија. Затоа што почнале национални судиби. Се смета, некои историчари сметаат дека Тито е последниот Хабсбурговец, дека тој Југославија ја има направено на примерот на Австро-Унгарската империја. Југославија 41-та година беше мртва. Значи, таа се распадна. Со нацифашистичкиот напад на Југославија, кралството капитулираше. Се формираа марионетски влади. Словенија, Хрватска, НДХ, Србија, Црна Гора, Западна Македонија влезе во Голема Албанија. Значи, Југославија беше распадната. Меѓутоа, се најде човек Тито кој што ја заживее повторно таа идеја. И таа идеја на крајот резултираше со формирање на, ајде да речеме, комунистичка Југославија. Но, сигурно дека големите сили играат голема улога во онова дали ќе дозволат тие држави да обстојат или нема да обстојат. И се зависи од тоа каков е нивниот интерес за обстанокот на тие држави. И денеска во Македонија се води борба меѓу најдна страна, затоа што светот до сега има желено во 3 системи. Тоа е Виенски систем, Версајски систем и Јалски систем. По 89 година, по паѓањето на Берлинскиот зид, нема систем. Не постои систем кај што се распределени интересите на големите сили. Во моментот се води борба за позиционирање. Кој, каде ќе се позиционира? Дали ќе одиме со Запад или ќе одиме со Исток? Дали ќе одиме со американците, Европско или ќе одиме со русите? Значи, во моментот се води таква борба за позиционирање на светските пазари. Дали Југославија ровареа против Југославија големите сили? Нормално, секоја една држава која ќе се формира мора да има и оние кои што ќе настојуваат да ја уништи. Значи, колегата Моролов кажа дека Југославија била европски проблем, ама не била американски. Меѓутоа, 1982 година Роналд Реган донесе одлука, наредба, која што се вика National Security Decision Directive број 54, во која се повикува нативка Југославија, во нативка револуција во комунистичните земји. А во 1984 година се занимава конкретно со Југославија. Специјална војна водена од САД, во која спаѓале и санкциите на ММФ како и грешките на југословенските лидери кон крајот на 70-тите и почетокот на 80-тите години. Значи, војната против Југославија е почната уште во моментот со смртта на Јосип Броз Тито. И сега во последно време излезе една таква еден агент на ЦИА кој што зборуваше дека уште 81-та година они се пратени во Југославија, во сите републики се пратени екипи за да работат на растурањето на Југославија. И тоа како? Да ги врабуваат лидерите на постојните републики. Со подкупи, со пари, со ветувања, со сето тоа. И тие во тоа успеа. Според мене, распадот на Југославија се одвива од период 45 година до 91 година. И внатрешно, и надворешно. Тито имаше механизам, дали ќе го оправдам или не, тоа е малку дискутабилно, можеме да збориме. Голема империја не можете да ја држите без да имате репресија. Распаѓањето на Југославија е резултат на пројавените национализми. Југославија не успеа да направи
ono што денес се вика supranational, наднација. Тито се обиде да направи југословенство, меѓутоа тоа го пропадна. Не успеа во тоа, затоа што многу зајакнаа националните елити. Тоа е оно што ја велам уште 45-та година, 44-та, што Тито формира федерација од озгора, не ја формира од оздола. Него тој формира федерација на 29 ноември 43-та година во Јајце, Тито ја формира Југославија без да ги праша сите републики дали се согласуваат да влезат во федерација. Бидејќи таму немаше македонска делегација, знаеме прикасната дека беше зимовно, може да стигнат нашите до Јајце, а овие од Русија мисијата можеше да стигне со авион да се спушти во Јајце таму, ние не можеме да стигнеме до таму. Немаше кој да ги испорача на Тито, барањата на македонците. Затоа што хрватите и словенците, кои што претходно беа одржани земски советувања, тие на првиот ден по завршувањето на заседанието на Тито на првината седница му поднесува документ со кој што се бараше реализирање на нивните барања, обединување со Далмација, словенците Истра Конушка, да биде. Немаше кој да ги артикулира македонските барања. Тито ја формира федерацијата така. Меѓутоа, овие народи не беа изживеани национално. Македонците посебно, хрватите, словенците, те секојаш биле во рамките на Југославија, меѓутоа секојаш доминантен фактор пред српскиот. И тоа се случува во Македонија. Не изживеани, Тито успеа тој процес да го пресече, сите национални елементи до 1948 година тој расчисти со тие елементи. И Македонија више немаше кој да стане да ги артикулира барањата. Исто е и со Хрватска. И хрватите не беа задоволни од Југославија. Комисиите кои што ги праќаат Тито и во Македонија и во Хрватска кажуваат дека и хрватите и македонците не знаат што е тоа федерација. Секој се чува својата куќа. Не сакаат да дават за федерацијата. И тој мораше тоа да го спречи. Како? Ги елиминираше сите оние елементи кои што беа против идејата за федерација. Процесот кој што траеше од 45 до 91 година се провлекуваше постојано. Постојано имате или демонстрации, или нереди. Имаме 68, имаме 74-та нов устав во кој што беа дадени поголеми права на републиките кон самостојност. Меѓутоа, национализмот кај сите беше голем. Посебно српскиот, кој што секојаш они мир губат, у војна добиваат. И тој национализам 91-та година резултираше со војна. Ако Југославија беше една од најаките војни сили, четврта во светот, меѓутоа кога Југославија од внатрешните непријатели се распадна од надворешните не. За жал, тоа братство единство преку ноќ го снема. Сега може да збориме како беше пред, како беше сега. Како е во Југославија, што живееле во Југославија знаат како беше. Меѓутоа, ја прашањето ми го свртнал за дискусија, дали денеска оно што се случуваше со Југославија не се случува со Македонија. Југославија растори не единството. Исто денеска и ние во Македонија го покажуваме тотално неединство. И тоа од македонска страна. Од македонска страна, не од други. Тука најмногу користат другите. Неединството на македонците што низ историјата ни се покажало како погубно. Има една овде колегата Стојков, во Бугарија, во периодот од 19 до 30 година се убиени 4000 македонци. Млади деца. Секојдневно во Бугарија имало убиства на македонците меѓу себе се убивале. И денеска се наоѓаме во една таква ситуација. Ја би направил комперацијата ова како за дискусија. Дали оно што се случуваше со Југославија нешто научивме и денеска го продолжуваме ние истото тоа што се случуваше со Југославија. Истото тоа. Ако ја земете тогаш аналогијата на она како, што се случи со Југославија, може да биде многу јасно каков ќе биде резултатот
од оваа агонија во која што во моментот се наоѓа Македонија. Благодарам. Благодарам на професор Чепеганов, а сега го поканувам професор доктор Славе Ковачев, за социолошки и политички проекти и Благодарам. Наискрено се заблагодарувам за љубезната покана да дадам свој придонес на оваа трибина. Измина 25 години или практично 25, може би година, две повеќе или помалку. Исто толку години од постоење на Република Македонија како целосно суверена, независна, самостојна држава. И сега ако се постави прашањето после овие 25 години кај е Република Македонија, ја преферирам една определба која што всушност се однесува на една геополитичка точка, еден геополитички ареал и еден геополитички момент во кој што Македонија на еден најдиректен и најеклатантен, можеби најтврд начин доби признание за својата геополитичка релевантност токму во тој геополитички момент, токму во таа геополитичка точка и токму во тој геополитички простор. Иначе може да зборуваме дека Македонија е мало парче територија, дека како државно правен овај субјект и идентитет нема некој значење, дека за таква Македонија нема воопшто потреба да се трошат и не се трошат мозочни бразди и зборови, но сепак. Тоа сепак не враќа до првите денови на февруари 2015 година, Американски конгрес, Домот, тоа значи представничкиот дом, Долниот дом, Комисијата за меѓународна политика, испрашување на државниот секретар Кери. Тој и Македонија со некои други држави и една територија, Приднестровје, другите држави се Црна Гора, Босна, Косово и уште некои други, ја спомнува Македонија како држава која е на линијата на огнот. Што значи сега тоа на линијата на овај огнот? Од кој ќе се гледа стенограмот, јасно станува збор, тоа се држави, тоа е и една територија Приднестровје, на кои што не се целосно вклопени, ајде така да кажеме, може би еуфемистички вклопени или поклопени со американскиот државен и национален интерес и односно кои што не се вклопени во некоја американска сфера на интерес, тука американскиот интерес се соочува, се сочелува со овај рускиот интерес. Кој е сега објаснувањето на таквиот исказ на Кери? Може објаснувањето да биде по точка 1, нешто што и не е толку многу битно, дека тоа се држави кои што барем формално не се членки на овај НАТО пактот. Црна Гора во меѓувреме доби покана за членство во овај НАТО, но битна е втората овај точка и преку оваа точка доаѓаме до мојата омилена, ајде така да ја наречам, мојата омилена геополитичка тема, изразена преку јужниот тек и потоа преку турскиот тек. Јужен тек требаше, зборувам за гасоводот, јасно, требаше да го бајпасира украинскиот овај гасовод. После настаните во овај Украина за некога револуција, за некога државен удар,
ја наметна потребата, викам, од бајпасирање, од премостување на украинскиот гасовод, кој е прилично застарен, кој што не е одржуван и кој што, патем кажано, и во кој што се има големи технички губитоци на газ. Плюс тоа, украинците може и да оценуваат како што во неколку направи, во неколку наврати и го направија тоа. Јужен тек требаше да биде байпас за украинскиот гасовод со доминантна руска инвестиција на Газпром и со заобиколување на територијата на Украина. Но сега би ве молел да внимавате на една работа како беше срушен и после ја нема да извлекувам заклучоци било какви паралели со Македонија, со македонските состојби, само бизнел неколку информации. Како беше срушен Јужен тек и како Бугарија го сруши Јужниот тек. Бугарската влада, тогаш премиер беше Пламен Орешарски, и иако тоа беше влада во која што Социјалистичката партија беше носител на таа влада, иако не беше Пламен Орешарски беше премиер, иако не беше председател на тогаш на Бугарската Социјалистичка партија, Пламен Орешарски беше претходно успешен министер за финанси, не беше класичен политичар, може повеќе беше технократ него политичар што беше. Бугарската влада на Пламен Орешарски ги виде ефектите, ги виде позитивните страни од Јужниот тек. Пред се геополитичката важност на Бугарија, зашто низ Бугарија требаше да минува главната цевка, па да каже на Македонија со крак требаше да се поврзи на Јужен тек. Председателот на Бугарија, кој што е од друга провиненција, од ГЕРБ, на Бојко Борисов, граѓани за Европска Бугарија, беше против. И особено зборувајќи Орешарски беше руски човек, тој беше американски човек. Владата на Орешарски имаше мало мнозинство. Во тие моменти опозицијата пред се ГЕРБ поведува жестока офанзива против поддржуване и од така наречениот бугарски граѓански сектор, влегува во жестока офанзива против владата на Орешарски. Се ниша владата, тоа е време на прилично жестоки внатрешно бугарски движења и Бугарија оди на избори. Према бугарскиот устав, кога се распишуваат избори, се распишува парламентот и председателот на републиката, именува своја председателска влада, составена од луѓе кои што немаат дневно-политички или политичко-партиски ангажман. Председател на таа влада беше професор на правниот факултет во Софија. И сега внимавајте на ова. Одлуката Бугарија да го минира Јужен тек и да излезе од проектот Јужен тек не го носи политичка влада. Го носи председателска влада, го носи техничка влада, како сакате наречете го тоа, во време на предизборна кампања. Паралели со Македонија сегашни и можеби антиципирани идни влечете самите. Према проценките, Бугарија, реков, требаше да има повеќе крупни економски покрај геополитички ефекти. Проценките првични беа дека Бугарија годишно ќе има принос од како крајно поценета сума од 300 и неколку милиони евра само на име транзитни такси. На Бугарија би беше ветено дека како замена ќе добие дополнителни, како компензација,
дополнителни средства од европски фондови. Од тогаш поминаа 2, може и повеќе 2,5 години, Бугарија нема добиено ниту 1 евроцент од тоа. Турскиот тек, реков, Македонија во Јужен тек не беше на магистралната линија на овај гасовод, туку со крак требаше да биде поврзана. Турскиот тек требаше да ја заобиколи Бугарија. Тоа е дил меѓу Русија и Турција пред настаните во Сирија, пред руската интервенција во Сирија, пред соборувањето на рускиот авион во Сирија, кога турско-руските односи беа така солидни. Турскиот тек требаше да минува низ Македонија. Главната цевка да минува низ Македонија и се разбира со рапиден, и тоа да предизвика рапиден раст на геополитичката важност на Република Македонија, плюс сите оние повеќе кратни, огромни економски придобивки од тоа. Пред малку спомнав, према крајно подценети проценки Бугарија, само на име транзитни такси требаше да добива преку 300 милиони евра годишно. Македонската влада искажа подготвеност да учествува во проектот Турски тек. И имаше состанок на министрите за надворешни работи во Виена, мислам дека беше, на земјите кои што требаше да бидат вклучени во овај турскиот тек. Сега не знам со време колку стојам, како стојам, не сакам да го завршува, така? И сега и професор Чепреганов постави едно прашање за овај дискусија. Јас поставам прашање кој што логично произлегува од ова што го зборов, прашање кој е всушност реторичко прашање. Се тоа што се случува во Македонија, нели е последица за тоа што во одреден геополитички, во определена геополитичка точка, во определен геополитички момент, во определен геополитички простор, Македонија се најде токму на линијата на огнот. И благодарам. Професорот доктор Сашко Стојановски да Благодарам. Сепак имам подготвен текст и сакал од тука да написам. Се надевам дека нема многу да доложам. Иако од временска дистанца на 4 век изгледа релативно лесно да се лоцираат процесите поврзани со распадот на СФР Југославија, сепак воопшто не е едноставно да се започне излагање за распадот на заедницата во која сите досегашни излагачи, иако генерацијски различни, се родени, што не се однесува и на поголемиот дел студенти кои се пред нас. Познавајќи ја базичната хронологија на настаните или политичките процеси на глобалната светска сцена, кои ја нарушија до тогашната блоковска поделеност или промовирањето на пазарната економија како доминантен модел на уредување на економските односи, која нужно го замени самоуправниот систем на федерацијата, подкрепено со новиот бран на национализам создаден во основите на политичката плурализација на федералните единки, може да се сумираат причините кои доведоа до оваа населна дезинтеграција. И тука можем да го завршам говорот. Но сепак, јас си поставувам неколку прашања на кои што се обидувам да дадам некакви сумерни одговори. Кога и како започна распадот на СФР Југославија? Во рамките на различните истражувања и трудови создадени во последните 25 години, може да се најдат најразлични податоци поврзани со почетоците и причините за распадот. Под еден,
Југославија се распадна во ерата на просветителството кога и беа нејзините никулци. Начртанието на Гарашани, например, втемелено на идејата за политичка хегемонија на Србија, ги подели народите многу пред да ги обедини. Хегемонистичкиот пристап, кој не се темели на егалитарност, придонесе да се создадат предуслови за суштинска, а не само символичка нееднаквост. Поради тоа, ваквото идеалистичко општество уште во градењето на идејата за обединување станува есенцијално фрагилно. По два, СФР Југославија се распадна во јајце. Државата, која се темелеше на двојната идеологија поврзана со национализмот, кој во одредени периоди на екзистирање на ова општество беше потиснуван, но во суштина се синтетизира со комунистичката и социјалистичка идеологија и ги штити националните комунистички елити на републиките. Иако јасно е забележлив обидот за идентитетска унификација преку идејата за југословенизација, преку идејата за југословенизација, ова во суштина својот фундамент го најде само во републиките со гранични идентитети, како Босна и Херцеговина или делумно Македонија, или пак во новите елити кои беа производ на селективно интерпретираниот југословенизам во рамките на старешинскиот кадар на ЈНА. 3. Југославија се распадна во доцните 60 и раните 70 години на 20 век. Новиот бран на младинско бунтовништво кој се појави, случајно или не веднаш по раскинувањето со ригидното крило на Ранковиќ, но сигурно како резултат на европските студентски движења, во Југославија резултираше со појава на либерализмот и нов бран на национализам. Ова доведува до уставни реформи кои суштински го враќаат суверенитетот на републиките, со што се раскинува со евентуалниот обид за унитарност на федерацијата, проектиран во рамките на политичката централизираност. Четврта варијанта. Југославија се распадна на 4. мај. Не поради смртта на Гоце Делчев, туку се разбира на Јосип Брз Тито. Системот кој силно се темелеше на култот на лидерот имаше две алтернативи. Или да произведе наследник кој би бил поврзан со тогашниот лидер, крвна врска или не, но сигурно би значило владење со цврста рака, што не мора да значи монархија, но сигурно би личело на режимите на Северна Кореја или Сирија, или пак алтернативата која беше прифатена, уште повеќе да се издигне култот на лидерот и да се гради државата под сенката на неговиот паметник. Очигледно дека второто беше со ограничен рок на трајање. Петта варијанта и се разбира тука се 90-тите години кога може да се лоцираат многу датуми. Од земањето на уставно загарантираната автономија на покрајните во СР Србија, говорот на Милошевиќ на Газиместан, победата на национално ориентираните партии на првите повеќе партиски избори, јогурт и балван на револуциите, 14-тиот вонреден партиски конгрес на СКЈ, ефективното суспендирање на колективното председателство и одлуката за употреба на војската, надпреварот Динамо Црвена звезда во Загреб, настарните во Борово село и така натаму. Или пак Југославија може би се распадна во символиката на изјавата на Слободан Милошевиќ пред српските националисти на Косово: нико не сме да вас бие. Или пак коментарот на исплашениот војник на ЈНА во Словенија, кој на прашањето "Јел знате против кога се борите?" Светто одговори: "Откуд? Јас знам. Само знам да пуцају на нас и ништо више." А ко пуца? Пуцају територијалци, а ко други? А знате ли због чега се води овој рат, ова битка? На што младиот војник кој случајно се вика Махрудин Калетовиќ одговори: "Откуд знам, колко ја кужим, они као хоче да се оцепију, а ми као не даме." Ваквата конфузија, нејасно за вистинската слика на она што се случува, проследено со страв, ќе стане основен белег на целиот процес на насилна дезинтеграција во која беа затечени обичните граѓани. Но се чини ваквата фактографско-хронолошка и политичка расправа е беззначајна доколку не се одговори на прашањето зошто се распадна Југославија. Претпоставувам од истите причини од кои настана, што е поврзано со глобалните светски интереси на големите сили и односот на внатрешните елити. За првата причина е многу елаборирано, слушнавме и од претходните говорници.
Од теории на конспирација до суштински анализи на промените на геополитичките односи во светот во овој период и поради тоа нема да се задржуваме истите. Натрешните односи во републиките и федерацијата проследени низ националистичкиот дискурс исто така веќе се споменати, како и севкупната економска трансформација и криза како стожерен натрешен фактор. Она што јас го сметам за суштинско, а зашто недоволно или воопшто не се расправа денес, е односот на натрешните елити. Повторно треба да се навратиме на процесите во доцните 60-ти, кога основниот мотив пред се на студентите е реакцијата кон создавањето на така наречената црвена буржуазија. Имено, втората генерација на режимски комунистички елити веќе започнува собствената општествена интеграција и градење на кариера да ги темели на придобивките, произлезени од позиционираноста на нивните блиски, пред се во рамките на семејството, а не врз основа на индивидуалните квалитети во нивната чиста форма. Ова е генерацијата која директно учествуваше во процесите на распадот на Југославија и не само тоа, туку представува своевидна елита на 90-тите. Проблемот на 90-тите дополнително е усложнет од масивното импортирање на индивидуалистичкиот принцип на западниот либерализам, на што југословенските елити одговорија со селективно интерпретирање на можноста за успех во времењето на конфузија, со користење на старите институционални и пред се семејнороднински конекции, што е основна детерминанта на градење на групна солидарност, како и низок степен на лојалност кон заедничката татковина, што подоцна се пренесе и во рамките на новоформираните републики. Руинираниот систем по вертикала од базата многу лесно можеше да се манипулира од различните надворешни интереси и политички констелации. Кои се денешните рефлексии од ваквата дезинтеграција на СФРЈ? Повторно нема потреба да се елаборира символизмот на чувството на гордост кој го создавала поранешната федерација кај своите граѓани, кое не се темели само на големината, односно на големината и базирана на територијата, подобрата позиционираност во светот или успехот на спортските клубови и репрезентации, туку пред се на економските придобивки кои истата ги нудела. Во овој сегмент нема простор за полемизирање, но сепак проблематично изгледа кога на новите генерации, кои патем не биле на бесплатен одмор на Јадранско море, не биле пионери или војници на ЈНА и не учествувале на работнички акции, им се проектира чувството на колективна носталгија кон една земја која директно не ја познаваат и не е нивна татковина. Покрај тоа што ваквото чувство придонесува за колективна апатија, истото може и се експлоатира во одредени политички услови на политичка мобилизација во регионот, што севкупно придонесува да се намали можноста за градење на одржливи и стабилни општества денес. Југославија денес подеднакво ја чувствуваме во рамките на турбофолк културата, во поистоветувањето со одредени спортски херои кои припаѓаат на државите произлезени од оваа федерација, во влијанието кое се уште го имаат старите југословенски служби во безбедносните структури на новите држави, во заедничкиот проблем на демографска депопулација на регионот, во рамките на новата креација на бриселската бирократија наречена Западен Балкан, која покрај символичката вечна чекална за европска интеграција на земјите представува суштинско гето кое го изолира во наводници проблематичниот регион. Југославија се доживува како мината утопија, мултикултурен модел за пример, земја со чии патни исправи можело да се патува насекаде, но и како буре барут, земја со прекасна физичка природа и бунтовна природа на нејзините жители. На самиот крај, постои иднина на концептот на југословенизмот. Доколку не се соочиме со реалноста, ќе биде тешко да изградиме каква и да е иднина. Доколку се зборува за заедништво, истото регионот мора да го најде во рамките на евроатлантските интеграции, а во меѓувреме можеме и мораме да се поврзуваме во регионот на база на меѓусебно почитување, пред се во рамките на две сфери, образованието, особено високото образование и се разбира нужноста од економска соработка. Ви благодарам и се извинувам на позорот. Благодариме на професорот Страшко за овој излагање, кој не врати на времето, а сега ги поканувам студентите, гостите да постават прашање, отварам ли односно дискусијата. Ковелете.
Не мора прашање, може полемика, расправа, да кажете дека не се служувате со нешто, ние ще го зборуваме. Да. Не премин околу иницијативата на западните сили пред на Британија и на Франција за премин, ако може тоа да се изведе, на Југославија од федерација во конфедерација. Иницијативата сметам дека е многу задоцната, бидејќи веќе од претходно, почнувајќи од уставот од третиот југославенски устав од 1974 година, пред се српската политичка елита и останатите сметаат дека Југославија де факто преминала од федерација во конфедерација, па според тоа во 90-тите тие сметаат дека таа можност е веќе исцрбена и дека веќе пропаднала. Втората работа околу геополитичката положба на Југославија во меѓународните односи, некако ми се чини дека таа земја која да беше, која да била проектирана специјално за да обстане во биполарен свет. Со падот на Берлинскиот зид, движењето на неврзаните и после онаа кратка епизода, релативно кратка епизода на меѓународен план кога влеговме во период на монополарен свет, падот на Берлинскиот зид до 11 септември 2001, со што почна да се гради новиот мултиполарен свет со се уште неутврдени доволно правила на игра и се уште недоволно стабилен меѓународен поредок. Југославија ја изгуби смислата на своето постоење како некој балансер меѓу две страни. Во после 90-та имаше една страна. Соединетите американски држави со незиниот европски огранок експозитурен и која е Европската унија. Европската унија сама по себе немаше капацитет да точно да се справи со виорот на југословенската војна, од проста причина што самата беше премногу млада, заснована на се уште неиспитани историски темели. Таков ентитет, обединета Европа, порано во историјата никош не постои. Тоа е еден нов обид за кој што доправа ќе дознаеме, особено ние младите генерации, дали ќе биде успешен. Се уште е рано да се каже, да се даде одсечен одговор дали да, дали не. И последниот контекст. Дали како колкаво е наследството на денешна независна Република Македонија од Југославија. Наследството е многу големо во начинот на поведување, во менталитетот на луѓето, во менталитетот на меѓуетничка поделеност, во менталитетот на меѓупартиска поделеност, каде што политичкиот опонент се третира како непријател. Тоа е наследство од времето на комунизмот, тоа е еретик, тоа е разни етикети. Едноставно, примерот на Југославија и на Австро-Унгарија, кој што спомнахме, Кисинџер дури вели дека Југославија е мини империја, наследник на две распаднати Австро-Унгарската и Отоманска. Тој модел и на Австро-Унгарија, и на Југославија, каде што имаме преголема автономија на составните делови на заедничката држава, се покажа неуспешен. Затоа што водеше до гетоизација на одредени региони, тука мислам преца на Косово и на нивната епопеја со Александар Ранковиќ и така натаму. Денешната ситуација во Република Македонија многу подсетува на тогашната, бидејќи постои истата национална поделеност, истата меѓупартиска поделеност, власт опозиција, за послаби тајни служби кои што бија заштитили државата од евентуални упади од странство, далеку послаби. Систем недостаток на државна идеологија, тоа е особено важно. И најпосле што произлегува и во време што произлегува и криза на самиот идентитет
во смисла каде да се ориентираме, кои сме ние, дали оние што се албанците дел од нас, дали оние од опозицијата се дел од нас или оние од власта, каде е нашиот интерес, дали е со американците, каде што главната цел е профитот, дали таму има профит, или дали е со русите, каде што културолошки сме поблиски. Тие дилеми пред една голема земја се доста сериозни, а пред една малка Македонија уште повеќе. Така што сметам дека нема многу простор за оптимизам во поглед на иднината. Меѓутоа, наше е да не отидеме и го претерем песимизам. Благодарам за коментарот. Сега, ако има од публика уште прашања, поканувам евентуално учесниците ако сакат да прокоментираат на... Ништо, само на кратко, главо коментар. Нареден пат ја ви ставил тука до нас во дебата. За добар дел што кажавте се сложувам од работите, сега не ми должи многу да кажам изработите што не се слагам, само за тоа што се сложувам, тоа што рековте за доцнената реакција од Европска Унија, точно е тоа, Европска Унија, Европска заедница тогаш има понудено 4 билиони долари заем за југословенската економија под еден услов мирна трансформација во конфедерација или за задржување на некој вид на Југославија во некоја форма. Ама интересно е да е тоа што 4 билиони, значи не милиони, билиони долари се понудени дури во месец мај, а прогласувањето на независност на Словенија и Хрватска е веќе во јуни. Че премногу доцна се чекало во момент кога се знаело дека и тешко дека тоа ќе биде прифатено. Тука само би коментирал мене. Штом нема други коментари и прашања? Да, колегата Страшко. Да. Велики кажа дека мора да се базираме на евроатлантските интеграции. Дали мораме само тоа ни е спасо? Да. Дали евроатлантските интеграции се спас? Да се фаќаме за славе. Дали мораме тоа? Апсолутно да. И толку е одговор. А што правиме? Немаме избор, Ако е Европска унија се распада. Значи вака, проблемот е тоа што сме го чекални многу долго време. Меѓутоа, еве например колегата изнесе една интересна констатација која што мислам дека е еден глобален стереотип не само во Македонија, туку и во регионот, кај што русите ги доживуваме како културолошки поблиски. Јас не би се сложил со тоа, освен тоа што имаме ист јазик нормално и некакво исто слично минато, исти корени, иста азбука, иста вера. Во делот на културологијата близината не се базира само на верата, туку се базира можеби на политичката култура многу повеќе. Можеби се базира многу повеќе на менталитетот. Јас во делот на менталитетот тврдам дека ние сме поблиски со Јужна Италија или со Шпанија отколку со Русија, која што сосема поинаку ги гради односите, да не зборуваме од аспект на политичка традиција, државно уредување. Македонија нема избор. Мислам дека долго време чекориме на тој пат и сигурно дека сите сме заморена и државата и политичарите, меѓутоа и граѓаните, чекајќи да се интегрираат во Европска Унија и во НАТО, меѓутоа сметам дека Македонија апсолутно нема избор и секаква друга алтернатива која што и воопшто не постои за мене. Јас не гледам некоја вистинска алтернатива на овие интеграции е нереална. Само едно. Затоа што пред некоја време излезе еден американец кој што е професор на Вест Поинт или не знам таму на повеќе универзитети, кој што кажа дека НАТО не треба да постои. НАТО беше пандант на Варшавскиот пакт. И тој вели зошто сега постои НАТО? Каква е функцијата на НАТО на вооружена организација која што нема пандант против кој што да се бори? Дали сега НАТО се намести? Ние имаме, како викаме, одиме мировници, испраќаме, носиме мир, не? Во Сирија, во Афганистан, секаде. Па кој носи мир со оружје? Какви се тие мировници кои што на себе носат 50 кила оружје, одат и го носат мирот, а тие таму не те сакаат. Не го сакаат мирот, ти што го носиш. И ние многу се фалиме сега, демек, нашите таму што отиште. Се до моментот до кај не почна да ни праќаат садници.
Кога ќе пракаат сантаци, ќе видите како американците се откажуваат, бегаат, ги пуштаат нашите да додат у првите редови, ама зошто НАТО? Јас стално си го поставям студенти, зошто НАТО, зошто Варшавскиот пакт пропадна 1989 година, но нема. Имаме војна организација сега во мир, кон која што се сите гледаат да влезат, зошто? Да окупираат други територии, под изговор дека носат ослободување и мир на тие држави. Па ние во моментот, ако земете историски, зборувам историски, ние, македонската војска во моментот оди окупира одредени територии, што еден ден сигурно ќе биде напишано. Затоа што има историчари кои што тој го пишуваат и кажуваат дека тоа сигурно ќе излезе, како носиш мир со оружје. Ја знам, бил се носи гулаб со маслиново граче, го носи мирот, ама гулабот не може да носи митралес клуно и да им носи. Малко извртена работата, зашто викам ја, ние се лепиме за евроатлантски интеграции. Точно, народот е изморен, па ја рейтингот. Више еве сега последните анкети кажуваат дека више за тоа, више не се ни размислува, не знам колку посто е паднат. До кога ние ќе се борим? Додека не добиеме вистинска алтернатива, нешто што не го гледам на повеќе. Знаеш што ќе кажа? Тогаш ќе бидеме соочени со реалноста, предпоставувам. Инаку НАТО се распаѓа од 90-тите години, гледам се уште постои. Или за се распадна? Меѓутоа овој разговор го има од 90-тите години навака, од распадот. Борба против тероризмот се. Ама јас знам дека го има. Или за Европската унија, сите велиме дека е во криза, само една синтагма на Едгар Морен. Вели Европа е во криза, да, кризата ја направи Европа тоа што е. Ова Морен го има кажано 90-тите години. Чи секогаш постојат некакви трансформации, меѓутоа културолошки, според вредностите, ако сакате според економските параметри, според пазарот, има многу параметри кај што ние гравитираме кон западот и мислам дека вистинска алтернатива не постои освен ако се сведе таа алтернатива на, не знам, популизам кој што може би популистичка приказна која што може многу лесно да се продаде меѓу граѓаните, бидејќи се изморени поради некаква близкост. Не, граѓаните фатат сега било што и ти. Професорот Зајковски Да, сакаше нешто да додаде? Вака сега, по моје мислење, е крајно симплифицирано да се збори за алтернатива. На една страна евроатлантските интеграции, НАТО и Европска унија, на друга страна нека друга алтернатива. Членството во Европска унија и во НАТО не мора да значи и не треба да значи, има многу примери за тоа од држави членки на НАТО и на Европска унија, кога тоа го бара нивниот државен и национален интерес пред оној економскиот, да се соработува и со држави, со, ајде некој може би ќе го нарече тоа, половина новиот мултиполарен меѓународен поредок, со кој што, од кој што соработка тие интереси може да бидат задоволени. Доказ, Северен тек 1, еве сега Северен, пак е со тие гасоводите јас. Еве сега надградбата на Северен тек со Северен тек 2. Значи, проблемот е во тоа што некому му се може, на друг не му се може, некому му е дозволено тоа, на некој друг не му е дозволено тоа, некој има моќ да го прави тоа, например Сојузна република Германија, некој друг пак нема право да го прави тоа. Ви го кажав примерот со Бугарија и сега примерот со Македонија, примерот со Бугарија со Јужен тек, примерот со Македонија со турски тек. И тоа е тоа. Значи, кинезите влегуваат со своји крупни инвестиции во земји членки и на НАТО и на Европска унија. Значи, тие, не само кинезите, и тие земји членки на НАТО и на Европска унија, во соработката со кинезите виделе дека постои обостран интерес. Земји членки од Европска унија и од НАТО во овој момент, тоа се во главно оние брзо растечките
економии се земји кои што имаат изразит вишок на овај ликвидност, пливаат во овај ликвидност и тие се тие што може да инвестираат. Благодарам. Предпоставам дека имате прашања, меѓутоа со оглед на времето ќе скусиме дискусијата, да бидете нормално да ќе ослободиме излагачите, да ги ослободиме и вас студентите. Благодарам што присуствувавте, благодарам на излагачите, на студентите што дојдовте и што дозволите да одржиме настава.